дори во нашата земја се воведува такви измери. Беше објавено на една дебата во Делчево, тука што имаше за дискриминација, се стакна дека во дискотека во Берово имало дискриминација по етничка припадност, не ги пуштале ромите да влегуваат во дискотека. Меѓутоа, тоа не е дискриминација, пошто имаше други факти кои што укажуваа на тоа дека биле пуштени ромите, меѓутоа само една случка била дека мислам дека тоа не е дискриминација. Добро. Не, многу е тешко, значи, кога збориме за вакви случаи, ако не сме биле сведоци, ако не сме биле директно инволвирани, или да говориме дали било вака или онака. Значи, сите знаеме дека медиумите може и такви случаи, тоа е некаде е проблем. Добро. Добро, некаква дозволи, мислам да се каже дискриминацијата. Да се известат органите задолжени за тоа, или да се односи. Ова може лесно да се документира и може да се обезбеди заштита. Да. Значи, тоа е едно малце посериозно прашање и не верувам дека само преку еден случај во судски пат да се реши проблемот. Значи, ова малце треба да се решава ова прашање на национално ниво. Значи, се гради на една политика афирмативна. Продолжуваме со овакви активности, ќе дојде и до оние најруралните средини, каде што многу малку се зборува. И еве една идеја, како за општинската синдиката. Има дел во законот за работни односи, во законот за еднакви можности, метното да се добијат информации на кој начин може да се справи и да се намалат последиците од семејното наследство. Значи, семејното наследство почнаа да го третираат најпрво невладините организации. Значи, некаде од 92-та година, 94-та година и сакам да ви напомнам дека долго време овој проблем се сметаше дека е приватен проблем и дека се случува во семејството и тоа треба да остане тука во општеството, во семејството, а се знае дека се без внимание на тоа дека во семејства каде што се случува семејно наследство, односно децата кои што се како модерно однесување го земаат однесувањето на реден од родителите, најчесто е тоа така. Се уште е тоа многу мал процент и затоа обично велиме дека и се подготви закон за семејно наследство, го поддржавме сите невладини организации и се донесе тој закон со кое казнив според кривичниот закон и законот за брак и семејство. Почнува да се зборува, меѓутоа не се уште доволно да се зборува за семејно. Се познавате и секој се страми да зборува за тоа. Меѓутоа има еден проблем што викам ја, сите ние молчиме, а целата околу заштита кои се во законот за брак и семејство и кои што ги доскоро имаше право да ги поднесува само Центарот за социјална работа, ја мислам да ви имаме представници тука од Центарот. Имате, да. Значи, мерки за заштита, доскоро ги можеше само Центарот за социјални грижи да ги поднесува, сега веќе можете и самите жртви да наследат. Јас би сакам. Себичечко малтретирање. Тако? Себиче. Вербално. И значи,